Безмалку еден век, семејството Плешкови ја чува семејната тајна во подготовка на туршија, за која муштериите досега немаат никаква забелешка. Штипјанецот Баже Плешков е единствен пазарџија на чија тезга може да се најде готова туршија и останата зимница. За телевизија Стар денеска, Плешков открива, како што вели, сосема мал дел од семејната тајна. Пресолта се зависи од пресол. И тоа си е тајна. Тај си е стар рецепт. Домашен рецепт, стар. Колку е тај стар домашен рецепт? Од прадедо, прабабо. И е ефективен. Да, Што се може да се конзервира на овој начин? се. Например, Се, од бамија, пипер, патлиџани, се. колку време трае тоа конзервирање? Па, зависи од самиот производ. Например, Пипер, патлиџани, 10-15 дена и после можеш да ги користиш. кога најрано се почнува со конзервирањето? Август. И што од август Август, од 15-20 август е неубаво. да се почне? Да. И како се Тие прави? са наши стари сорти пипери и патлиџани и тогајка е неубаво. А и колку време се прави тоа, колку време треба? Па 2 дена, 3, зависи кој е, што е. Аха, и например, со што прво се почне да рече? Тие са тајни, то не се кажува. Не, збор ми е со кој зеленчок прво се почне? Пипер, патлиџани, колку е повеќе стасано, печено на сонцето, поздраво, појако е. Квалитетно подготвена туршија може да обстои долго време, дури 3 години. Од што зависи долговечноста на туршијата на Баже? Се си зависи до капачките, до пресолта, до се. Меѓутоа тоа е тајна на Си семејата. е тајна, си е тоа. Тоа не се... Али без конзерванс, без винобрани, без такви химикали. Чисто природа. Нашиот соговорник, како понекоја непишено правило, е последниот кај кого може да се најде овој зимски производ. Интерес од неговите наследници да ја продолжат семејната традиција на подготовка и продажба на готова туршија нема. Младите изумираат тај занаат веќе. Нема, никој више не го применува тоа. Тие старите генерации, нашите старите генерации, младите не фаќат. Не, а? Не фаќат младите. Сакаат на готово. Отидат си од маркетите, земат си и во се што се троше се го земат старите луѓе. Посекувајќи 2021 година да им биде успешна и берикетна на своите муштерии, 57 годишниот пазарџија се надева: тука сум, се додека ме служи здравието. Во меѓувреме, последниот овогодишен пазарен ден во четврток бележи каква таква раздвиженост на граѓаните помеѓу пазарните тезги. Пазарџиите објаснуваат зошто бројот на муштерии не е голем. Не знаат дека денеска е пазар, денеска е четвртокот. Да. Иначе- Петочен пазар. Пече пазар, да. Да. Што најповеќе сега се зема? Што се Се купува? бара мандарина, крставичка, патлиџани, тоа се троше повеќе. И така. Од овие што беа на пазарот има и интерес, нема интерес? Па има и интерес, добро е. Останатите пазарџии без волја да зборуваат пред камера. Купувачите традиционално незадоволни со ова тврдење. Во Обришево, на пазар. Па поевтино е. А тука Тука е поскапо. што е постапо? Па не знам, они начекаат празник и качуваат цени. Па што и потезгите? Потезгите се скапо е. Ај за мене не е скапо за тоа што ние сме земјоделци, ние производиме, знам дека треба да онаве. Ама некој градски кој ќе дојде кој ќе рече чекаме, оваа зелка е толку пари. Или мандарината или било што. И јас се слагам, ама да рекоа цена да биде реална за сите. А по кои цени одделни производи се нудеа до 13 часот. Компир 25 денари за килограм, зелка 20 денари парче, моркови 30 до 40 денари за килограм, цвекло 30, спанаќ 50, тиква 20, јаболка од 20 до 40, лимон 50 и мандарина 45 денари за килограм.